Во текот на вчерашниот ден, петок 11 јули 25 година, имавме вкупно 38 пожари на отворен простор. Од нив 3 се активни утрово, 5 се ставени под целосна контрола, додека останатите се изгаснати благодарение на брзата и храбра интервенција на локалните пожарникари. Во моментов активни се пожарите во аторот на село Николич, општина Дојран, пожарот во аторот на село Крапа, општина Македонски Брод, како и пожарот во аторот на село Джидимирци, општина Велес. Нашиот фокус утрово е ставен на пожарот на село Николич, кој што се одвива веќе неколку дена, се одвива на тешко пристапен терен, на некои места и целосно непристапен терен, поради што утрово настапуваме со повеќе ресурси. Од земја, пожарот го гасат екипи на Валандовската противпожарна единица со помош на екипи на струмичките пожарникари, но најмногу екипи имаме од национални шуми, кои што се предводени лично од заменикот директор Кире Михаилов. Покрај овие екипи испратени се 4 пинцгауери на дирекцијата за заштита и спасување, кои што се горе високо по редиштата и даваат изворедни ефекти, бидејќи може да однесат 1,5 тон вода онаму каде што е најпотребно, а при тоа имаат и пумпи со кои што водата може да се употреби врз запалените грмушки трева. Исто така рано утрово со дејство започна еден армиски хеликоптер, кој што се уште е активен, а набргу на него ќе му се приклучи еден полициски хеликоптер, а во овој момент полетува и еден ер-трактор на дирекцијата за заштита и спасување. Нашата цел е овој пожар, кој што се одвива неколку дена, денес целосно да биде изгаснат, но повторувам, поради исклучително тешкиот за движење терен, стрмните ридишта, густите грмушки трња, овој пожар представува проблем за гасење. Пожарот на територијата на Македонски Брод околу село Крапа е без мокој да не дава знаци на горење. Во овој момент имаме само знаци на чадење, поради што одлучивме да не праќаме воздухоплов, додека пожарот кај село Джидимирци исто така е со многу слаб интензитет. Во текот на денешниот ден на Скопскиот аеродром ќе слети вториот ер-трактор кој што се враќа од сервис, така што почнувајќи од утре на располагање ќе имаме 2 ер-трактори на дирекцијата за заштита и спасување, кои што ќе дадат голем допринос во борбата со големиот број на пожари кои што периодов ја зафатија државата. Уште еднаш апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни и да не предизвикат пожар, но доколку забележат некакво сомнително поведение, истото итно да го пријават на бројот 112 или во најблиската полициска станица или кај било кој припадник на безбедносните сили.